Проблемите со постоењето на говор на омраза на социјалните мрежи и невистините, полувистините и манипулациите во медиумите од ден на ден заземаат се повеќе загрижувачко темпо. Последниот пример со новинарот Миленко Неделковски, кој на YouTube објави приказна околу смртта на братот на шефот на државата, Стево Пендаровски, во која тој изнесе низ за невистини, клевети, но и погрдни квалификации, представуваат еклатантен пример за говор на омраза и само ја отсликува хаотичната состојба во медиумскиот простор во земјава. Социолозите и комуниколозите сметаат дека фрустрацијата од затвореноста кај граѓаните поради новите услови за живот очигледно се одразува најмногу на интернет. Овде тежината на проблемот е што во овој случај станува збор за личност која е јавна, која некогаш била новинар и која сега се представува како новинар. И тежината на пораките, на изјавите што ги даваат таквите личности е многу поголема отколку кој било обичен граѓанин. И ние како општество, ама и другите општества се соочуваат со овој проблем. Ние не сме исклучок, знаеме што се случуваше за време на кампањата за изборите председателски во Соединетите држави, што се случуваше и претходно. Значи, сите земји се исправени пред проблемот или дилемата како да се регулираат содржините што се шират онлайн, а истовремено да не се загрози премногу и неоправдано слободата на изразување. Состојбата кај нас со ваквиот феномен не е ниту малку поразлична од останатите држави, бидејќи за лажните вести, но и говорот за омраза, речиси да не постојат граници, ниту пак санкции. Говорот на омраза се шири на социјалните мрежи подеднакво опасно како и вирусот на COVID-19 во нашето општество. Еклатантен пример за тоа се последните случувања во јавноста околу смртта на братот на шефот на државата, кои беа искористени за преписки недолични на интернет. Зошто државните институции ретко се одлучуваат да постапат за овој случај, но и слични на овој, е дилемата која е актуелна периодов, но и се провлекува низа години во земјава. Драган Секуловски од Сдруженијето на новинари вели дека во најбрзо време неопходно е законски да се регулираат овие области. Во врска со последниот случај, а поврзано со објавите на смртта на братот на председателот Пендаровски, морам да кажам дека граѓаните сведочат една медиумска некрофилија, каде што генерално има два проблема. Едниот проблем е правен, другиот е етички. Кога разговараме за правната димензија на проблемот, морам да укажам дека тука граѓаните на нашата држава имаат уставни гаранции предвидени во членот 25, дека личниот живот, како и семејната болка и угледот и честа на секој граѓанин е загарантиран и тој мора да биде неприкосновено право во пракса во нашата држава. Од друга страна, етичката димензија на овој проблем е кога известуваат посебно лица кои што се дел од медиумскиот дискурс или новинари, мора да се свесни дека етичките насоки за онлайн медиумите конкретно говорат во насока кога станува збор за теми поврзани со смрт, тогаш мора со сериозен пристап да се обработува таа тема со цел да се заштити семејството пред се на лицето кој што е починато, меѓутоа и да не се дефокусира јавноста преку сензационалистички објави кои што служат пред се во конкретниот случај за нарушување на интегритетот на председателот на државата. Во меѓувреме повеќе домашни анализи на проблемот за онлайн ширењето на говорот на омраза упатуваат на тоа дека потребно е одредено прецизирање на правните одредби, па дури и носење на посебен закон за објавите на интернет и во јавниот простор. Освен ова, како посебен проблем се гледа и експлицитниот говор на омраза, кој што се појавува често во коментарите на овие објави, а тука главниот збор во основа треба да го имаат органите на прогон, а најповикани се Министерството за внатрешни работи, како и основното јавно обвинителство. Тука сакам да укажам на еден податок, на една бројка која што во Сдруженијето на новинари неодамна станавме свесни за истата. Имено последните 10 години се обидувавме да дознаеме колку праксата на судот е богата или скромна во однос на говор на омраза. Сите велат дека е скромна, меѓутоа сакавме да ја квантификуваме. Дојдовме на заклучок дека практично со членот 319, кај што најчесто се условува во доменот на говор на омраза, македонските судови последните 10 години имаат само 5 правосилни пресуди. И тоа ниту една не е од основниот кривичен суд во Скопје, сите се од другите градови надвор од главниот град, што говори дека кај нас несериозно се зима говорот на омраза, ниту пак се третира превентивно со цел истиот да не се појавува во иднина.
Слично размислува и социологот Снежана Трпевска. И интернетот и новите технологии ни донесоа огромни придобивки за демократизација на јавниот живот. Но сега сме во еден период, во една фаза кога навистина го гледаме се она што е можеби најлошо и негативно. И прашањето е дали, бидејќи ги спомнавте институциите, дали и кога институциите треба да реагираат со рестриктивни мерки. Значи, тоа е клучното прашање. Одговорот на ова прашање јас би рекла дека не може само со рестриктивен пристап, односно санкции и рестриктивни мерки само во крајна линија кога станува збор за екстремни, експлицитни пораки и содржини со кои може да се наруши нешто што ние сме го дефинирале како јавен интерес. Во овој случај тоа е она што навистина се подразбира под говор на омраза, експлицитни па дури и имплицитни пораки насочени кон припадници на одредена група што можат после да предизвикаат насилство офлайн, во реалниот живот. Сега каде е таа линија? Тука е многу битно каква проценка ќе направат тие институции кога станува збор за таквите експлицитни содржини. За да се намалат овие несакани последици во јавниот дискурс, Трпевска советува дека треба да се следат препораките од Европскиот суд за човекови права, но и низа други меѓународни организации кои според неа имаат развиено водичи како да се процени која е содржината, што органите треба да преземат сериозни мерки или пак санкции. Па еве прво за институциите, значи институциите мора да ги преиспитаат внатрешните механизми на реагирање и да ги унапредат, да речам, на сериозни закани по животот на поединци и сериозни изјави кои представуваат говор на омраза против цели заедници кај нас. Значи има многу хомофобија, сексизам, има расизам, значи етничка и верска нетрпеливост. Има и директни закани против критички настроени поединци и новинари. Значи мора да развијат некаков механизам на одговор институциите за да и брза реакција на таквите содржини. Она што недостасува кај нас е и Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство во соработка се разбира со новинарските здруженија и со други стручни поединци во сферава да видат што е она што може да се направи за побрзо реагирање на такви екстремни случаи. Влијанието на содржините во објавите на социјалните мрежи повеќе од јасно е дека треба да го привлече вниманието и на институциите. МВР на прашањето на 25 минути околу тоа зошто ресорното министерство не постапило по последниот пример со новинарот Неделковски, објавено на YouTube во кој имаше говор на омраза, одби да коментира. Дополнително, од министерството останавме покуси за одговорот на прашањата зошто полицијата со години ги игнорира ваквите појави и не презема ништо во насока за санкционирање на ваквите случувања. Сакам да укажам дека во услови кога се соочуваме и со мигранти, и со бегалска криза, посебно треба да се внимава како се известува за овие појави, бидејќи несериозно или пак известување кое што поттикнува омраза кон овие групи може да вроди со дополнителна агресија и да поттикне квалификувани дела во кривичниот законник кои што се во доменот на дела предизвикани од говор на омраза. Од друга страна, парламентите и законодавните тела ширум светот наметнуваат одредени правила и стандарди за однесување за време на дебатите. Во британскиот парламент, дел од обврските на спикерот е и да ги спроведе правилата за дебатирање во собранието, според кој парламентарците во говорите не смеат да користат јазик кој не прилега на институцијата. Кој е најголемиот проблем? Зошто не се санкционира говорот на омраза во оваа држава? Каде го гледате, каде го лоцирате вие проблемот? Мислам дека е ова една од најчистите изјави која што сум ја давала во јавност, потенцирајќи дека обвинителството е оној орган кој што е најзаслужен за тоа да овие дела се повторуваат и остануваат неказнети. Именно ние имаме навистина значително голем број на кривични пријави кои што се за говор на омраза, меѓутоа ниту една од нив не е прифатена од страна на обвинителството со образложение дека не биле утврдени елементи за да се покрене
да се покрене постапка, односно да се поднесе обвинителен акт. Јас не го делам мислењето дека нема санкционирање на говорот на омраза. Јавното обвинителство има отворено повеќе предмети, исто така има и донесено повеќе одлуки од надлежните судови. Само како пример да илустрирам дека на подрачјето на Висшето јавно обвинителство Битола биле отворени во последниве 2,5 години 13 предмети, од кои 3 обвинителни предлози, 2 решенија за отфрлање на кривична пријава, 2 казнени налози, 2 пресуди и 1 спогодба. На подрачјето на Скопје оформени се 548 предмети и на висшето подрачјето од Висшето јавно обвинителство 4 предмети. Според тоа не значи дека обвинителството не презема ништо. Не постапува по овие постапки. Кои се точно тие кривични дела кои се направени, односно кои се тие кои велите постапки на говор на омраза? Па јас, знаете, секогаш го потенцирам случајот со Миленко Неделковски, бидејќи сметам дека тој е најеклатантен пример за сторено кривично дело на говор на омраза, кое што кај нас никогаш не беше санкционирано. Значи, ние немаме само една кривична пријава поднесено против Миленко Неделковски, неколку се во прашање, меѓутоа, нели најсериозна беше она која што ја поднесовме после нападот во кафулето Дамар во старата турска чаршија, кога славевме втор роден ден на ЛГБТ и Центарот за поддршка. После кој напад Миленко Неделковски на својот Facebook профил го поздрави тој напад како нешто добро што се случило, фактички повикувајќи на насилство против припадниците на ЛГБТ и заедницата. Веднаш поднесовме кривична пријава. Таа кривична пријава, мислам, стоеше таму неколку години, за да на крај ни биде доставено решение со кое што се одбива нашата кривична пријава. Тоа не е единствен случај. За Миленко Неделковски имаме многу кривични пријави по различни основи, меѓутоа сите се однесуваат на говорот на омраза. Значи, неказнивоста е главната причина поради која што говорот на омраза кај нас се уште е застапен. И јас сметам дека со тоа што не се постапува по кривичните пријави, фактички обвинителството станува соучесник. Се охрабрува и поддржува. Апсолутно. Ги охрабрува идните сторители. При тоа заборавајќи дека говорот на омраза продуцира и дела од омраза. Ние сме сведоци дека секојдневно кај нас има инциденти и кривични дела од омраза, во кои што најчесто сторители и жртви се младите луѓе, што е поразувачки. Како што нагласив, обвинителството во овие случаи презема действија, но ќе разберете дека станува збор за сложени состојби и на обвинето. Па сложено е тоа точно и покрај тоа што обвинителите имаат повеќе едукација, има повеќе брошури во делот на распознавањето на говорот на омраза и слободата на мислата. Многу е таа тенка линија и треба да се внимава. Која е тенка линија со Миленко Неделковски? Па сега во делот на тој случај не сум ги анализирал сите елементи. Најдобро тоа знае обвинителот кој постапува по... Не, воопшто не се постапува, тоа е забелишката на Пирос. По предметот. Инаку сакам да кажам дека Хелсиншкиот комитет добро ги лоцира проблемите на говор омраза и но тие ви замеруваат дека вие добро не работите работата. Исто така не се согласувам со таа оценка дека ние не постапуваме по предмети од говор на омраза, како што спомнав, бидејќи секое кривично дело, секој јавен настап во кој се содржани определени навредливи изјави, не значи дека е остварено и битие на некој кривично дело од омраза.
Тоа треба да го погоди таквите зборови, таквата изјава треба да го погоди достоинството на лицето спрема која е упатена, а исто така и таквите зборови да имаат моќ содржина да предизвикаат насилство или пак нарушување на јавниот ред и мир. Да, го спомнавте случајот со Миленко Неделковски. Низ последните 10 години беше всушност евидентно дека говорот на омраза беше охрабруван од страна на институциите повеќе од 10 години. Имаше емисија на Канал 5 на која се појавуваа листови каде што велеше дека се wanted, Да. се бараат одредени личности. Потоа пишуваше текстови каде што бараше бетонски плочи, меѓу кои бев еве и јас како новинар и вие како директорка, председателка на Хелсиншкиот комитет, и воопшто ништо не се презема. Имате ли комуникација со обвинителството? Кое е нивното образложение? Значи, ние не сме добиле досега издржано образложение зошто тоа се случува. Само да ве прекинам и да го докажем ова. И последниот пример на Миленко Неделковски со говорот на омраза кон братот на председателот Стево Пендаровски преку емисија на YouTube. Ние не сме добиле досега никакво издржано образложение зошто не се покренуваат постапки по нашите кривични пријави, особено што се знае дека во Македонија има само една пресуда за говор на омраза, што е навистина смешно, бидејќи сите сме свесни за тоа што се случува секојдневно на социјалните медиуми. Ние имаме во план да работиме малку повеќе со обвинителството во идниот период, од проста причина што сметаме дека навистина овие трендови се загрижувачки. Овој дискурс на неказнивост може да доведе до уште поголем бран на говор на омраза, кој што, за жал, повторно ќе кажам, највеќе се удира кон младите луѓе. Тие се тие кои што го впиваат, Најранливи се, тие кои што највеќе реагираат на тој говор на омраза, нив ги поттикнува понатаму да прават кривични дела, да се напаѓаат меѓу себе и да кажам дека, знаете како, ние сме земја во која што постои навистина голема поделеност. И социјална, и етничка, и политичка. За лицето за кое прашувате, можам да ви кажам дека отворени се два предмети. Едниот е во врска со пожарите во Грција, другиот во однос на амбасадорите, а исто така во обвинителството постапува и по други предмети оформени или по допрен глас или по кривични пријави. Спомнавте еден случај каде што е санкциониран говор на омраза. Да, сте работи за случај, тоа мислам дека е од многу поодамна, некои десетина години. Навистина ми е интересно дека тука мислам дека станува збор за говор на омраза по основ на политичка припадност. И не ми е јасно како дошло до тоа да дојде до пресуда. Немаме доволно податоци за самиот случај, имаме само една пресуда, меѓутоа тоа е навистина, како да ви кажам, ступидно е да се зборува за тоа дека во земја каква што е Македонија, со такво ниво, високо ниво на говор на омраза, да имаме само една пресуда. Притоа, да не заборавиме, Европскиот суд за човекови права во Страсбург многу внимава кога станува збор за овие случаи. Многу сериозно го третира овој феномен, од проста причина што тој, повторно ќе кажам, разгорува насилство. Значи, има многу настани од нашата историја говорат за тоа што може да направи говорот на омраза, да не го заборавиме 27 април. Добро, ви благодарам. Господине Милосављевиќ, каква е ситуацијата во Словенија што се однесува до говорот на омраза? Кои се најчестите примери кои ги потоа санкционирате? Прво, хвала на позиву за учествување во вашој емисии.
Slovenija, naravno kao i sve druge zemlje u regionu, ima puno problema sa takozvanim govorom mržnje, ali nažalost nemamo adekvatnih rješenja. Jedan od problema u Sloveniji je u tome što tužilaštvo nekako još uvijek smatra, odnosno na neki način važi odluka tužilaštva, da je za progon govora mržnje zapravo potrebno dokazati i realnu mogućnost da čovjek ono što je napisao u stvari i napravi. To doslovno znači da ako neko napiše da ja mrzim ovu i ovu grupu, na primjer muslimane ili Rome ili emigrante ili slično, ako neko napiše ja mrzim tu grupu, uzet ću mitraljez i sve ću da ih pobijem, to tužilaštvo odbija zato što smatra da to nije realno, zato što taj čovjek nema mitraljez i zato što taj čovjek ne može stvarno ubiti sve, na primjer muslimane, Rome ili emigrante. U Sloveniji je pre par godina postojao jedan projekt zvan Zlovenija, koji je aludirao naravno na to da postoji u društvu puno zla i pokazalo se zapravo da ljudi na Facebooku veoma na neki način neograničeno objavljuju veoma opasne zapravo komentare ili postove u kojima oni zapravo najavljuju ili pričaju o drugim grupama u društvu na način kako treba te ljude, na primjer kad se radilo o emigrantima koji su dolazili i više manje prelazili preko Slovenije, ne anonimni, nego ljudi sa pravim imenom i prezimenom, htjeli su da se ih pošalje u Auschwitz, da se ih zatvori u plinske komore, tražili su puške i mitraljeze da se sve to pobije itd. Upotrebljavali su riječi koje se u tako reći klasičnim medijima nikako ne upotrebljavaju, ali i riječi koje se u javnom diskursu u Sloveniji u prošlih par decenija nikako nisu pojavile. Tako da tu imamo problem na jednoj strani što postoji taj govor mržnje, na drugoj strani imamo pasivno tužilaštvo koje zapravo više manje posmatra stvari, a i sa strane europskih institucija Slovenija je dobila već više upozorenja da je na tom području suviše pasivna i da mora više da uradi. Значи, тоа значи дека практично не се казнува говорот на омраза во Словенија. Tako je. Veoma malo je slučajeva gdje bi stvar uopšte i došla, da tako kažem, do suda, odnosno do bilo kakve sudske reakcije. Jedan od takvih nedavnih slučajeva gdje je tužilaštvo uzelo u obzir i sada proučava da li je taj slučaj znači i zakonski problematičan, odnosno kažnjiv, je slučaj jednog teksta u reviji koja je zapravo u vlasništvu glavne vladajuće stranke SDS, to je revija Demokracija, koja je pre par mjeseci objavila jedan tekst u kojem je zapravo autor pisao o superiornosti bele rase i o tome kako su zapravo sve ostale rase manje vredne i kako je zapravo i virus korona dobar u tom smislu što će pokazati tu superiornost bele rase jer će ostali da umru i slične stvari. Taj tekst je stvarno po svim indikatorima međunarodnih standarda naravno prekršio granice slobode govora i naravno pokazuje sve znakove govora mržnje. I tužilaštvo jeste pokrenulo postupak, ali nažalost ne znam gdje je sada taj postupak, ali barem se nadam da će barem u nekim takvim slučajevima koji su veoma očiti, koji su veoma na neki način transparentni i koji su, što je još zabrinjavajuće, još više zabrinjavajuće, koji dolaze iz zvaničnih medija i ne samo nekih medija, nego medijima koji su povezani sa aktualnom vlašću. Mislim da je potrebno da se pokaže da li je to stav koji Slovenija kao država, kao zemlja Europske unije tolerira ili će konačno da i tužilaštvo odluči da neke takve stvari zaslužuju kaznu. Dobro, vi благодарам, господине Милосавлjević. Hvala.